Благодарам председателке, почитувана министерке, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Навистина ви благодарам, колега Данев, што ме подсетивте дека постоел колективен договор. Така како што го кажавте во 2016, односно на крај 1 јуни 2017, кога едва ја предадовте власта, требаше просветните работници, колега Данев, да имаат 2,54 коефициент по 10.400, основна плата од некаде 26.000. Точно сега каде што сме на овој момент. А со колкава вие почетничка плата ги оставивте просветните работници? Со 21.600. Тогаш не калкулирајте и не зборувајте ни за колективен договор, ни за ништо што имате. Вие во 11 години го суспендиравте и воопшто си правевте договор со СОНК онака како што ви одговараше. Така како што ви одговараше ги темпиравте коефициентите, така како што сакавте покачувавте и единствено реално покачување на платите на просветните работници, колега Данев, беше во 2014 само за 4%. Другото што беше во 2007-2008 беше изнудено од штрајкот што на Бучковски му го направивме ние и беше договорено дека ќе има 30% зголемување. Меѓутоа само едно зголемување имаше и после тоа ништо. После тоа ги излажавте просветните работници, ама тие ме слушаат и знаат дека сум во право, дека му ја зголемувате платата со тоа што кон основната плата ги спојвте патарината и хранарината и толку од вашето зголемување. Кога сме веќе кај тоа што сме направиле во образование, бидејќи овдека вие зборувавте на многу теми, министерката ви одговори и јас кажував претходно на друг колега реплицирав, сакам само да ви нагласам, кога сме кај вработените во образование, не е последен момент ова зголемување од 10%. Дали вие преспавте септември 2018 5% зголемување, септември 2019 сега беше 5% зголемување, кумулативно тоа доаѓа некаде околу 11% зголемување. И сега од 1 јануари уште 10%. Кумулативно 21,5%. Кажете ми вие во 11 години владење, во 9 изедени буџети и 9 ребаланси, кога толку му ги зголемите платите на просветните работници? Па вие ги имавте заборавено. Основното, средното, високото образование. Ваши максимални напори за подобрување на образованието беа преку ноќ реформи, воведување на некои проекти кои што многу го чинеа народот, а никакви ефекти. 60 милиони евра компјутер за секое дете. Прашајте, колега Данев, ќе се вратите во образование. Каде се сега тие компјутери, компјутер за секое дете? Во визбите расходовани 60 милиони евра, а можеа да се изградат неколку современи европски училишта како она што е во Капиштец. Исто така, воведовте проект Кембридж. Ви вика и тие таму дека не сме спремни за таа програма. Ниту сме спремни со капацитет, ниту со оспособување на кадарот. Сега уште зборувате зошто го стопирала тој проект претходната министерка Десковска. Па таа направи нешто добро во средното образование. Само знаете зошто не можеме сега да го укинеме Кембридж во основното? Тие вашите преговарачи со фирмата пријател која ни испорачува Кембридж и учебници и програми. Знаете колку во договорот ние треба да вратиме ако предвремено го укинеме тој проект Кембридж, на кој што плачат и децата, плачат и родителите, меѓутоа и вработените во образование. 5 милиони евра би требало да платиме, тоа се моите сознанија, ако ние сега го укинеме тој проект кој што ни ги направи децата да бидат според PISA тестовите навистина необразовани, односно нефункционални. Нашето образование за жал е нефункционално образование. Такво оставивте ви ние во тие 11 години пустош, ние мораме сега да ги санираме последиците од тоа што вие го правевте во образованието.
Не вложувавте таму кај што треба, вложувавте само кај што имаше некој од вашите министри одреден процент. Зашто работевте така, на проценти, како и за патот Кичево Охрид. Исто, заради процентите заборавивте клучки да ставите, планската документација не одговара на реалната фактичка состојба, па тужби на граѓаните заради мали ниски цени исплатени и така натаму, и сега, фала Богу, ќе завршиме со тоа. Мислам дека ќе се реши тој проблем. Што ние направивме? Многу направивме во образование. Прво да за споредба. Ќе се споредувам со завршната сметка 2016 година на буџетот кој што вие целосно и го креиравте и го реализиравте. 22 милиарди во образование. Сега 28,3 милиарди. Што ви покажува тоа? Дека ние воопшто не се грижиме. Не, ние со 6 милиарди повеќе се грижиме за образованието во сите сфери. И за да не испадне дека навистина само за плати се работи, ево, блок дотации имаме 16,1 милиарда денари на ставката 443. Договорни услуги во кои што влегуваат средства за превоз на учениците во основните и средните училишта, награди за ученици, ментори за основните и средни државни, 1,850 милиони денари. Разни трансфери 1,2 милиарди денари. Други градежни објекти 1,1 милиарда денари. И сега, за да направаме на споредба, ево каде имаме зголемување, а каде имаме намалување, во споредба, не со 2016, со нашиот ребаланс од 2019. Имаме зголемување на блок дотациите за 1,7 милиарди денари, договорните услуги за 118 милиони денари, материјали и ситен инвентар 28 милиони, овие се плюс, значи плюс од тоа што било во ребалансот. Основни плати 184 милиони денари, придонеси за социјално осигурување 162 милиони денари. Каде е намалувањето? Разни трансфери 297 милиони денари, купување на опрема и машини 138 милиони денари, комунални услуги, грење, и транспорт 64 милиони 703 денари. Значи, сакам да ви кажам, не е точно дека не се вложува. Она што се направило и што се прави во образованието, тешки да го правевте вие во тие 11 години. Рековте дека ќе беше досега, ако сте биле вие на власт, изграден медицински центар. Не, колега Данев. Ќе беше можеби изградено панорамското тркало, или шпанските скали, или не знам што. Меѓутоа немаше да биде изградено ниту едно училиште, ниту ќе беше нешто добро направено за образованието. А кога сме кај образованието, зошто е намален делот во однос на изградба и реконструкција на основни и средни училишта? Веројатно заради тоа што се согледа дека толкави се можностите на локалните самоуправи да изготват планска документација за да може да се реализираат толку посакувани голем број на реконструкции и посакувани број на нови училишта. Сметам дека тука треба навистина и локалните самоуправи да се малку заложат, а бидејќи во овој буџет не се влезени, се уште се градат сега буџетите на општините, сметам дека тие ќе не слушаат и ќе знаат каде, во кој дел да интервенираат она што е во нивна ингеренција. Пред се да изготват валидна планска документација и да аплицираат таму каде што имаме можност каде што се дозволуваат нели одредени помошти па и кредити во кредитни линии за изградба и реконструкција на училишта. Во мојот Охрид да ви кажам дека оваа влада за прв пат изгради од темели до крај спортска сала во ЕМУЦ училиштето, електромашинскиот центар. Воведено е дуално образование и поврзување на тоа училиште една паралелка со фабриката Костел. Во мојот град се изгради и се реконструираат 4 азбестни покриви. Тоа никогаш не беше направено, 11 години не сакавте на Охрид и вие кога беше вашиот градоначалник на власт да му помогнете. Во мојот град имаме целосно реконструирани дограма,
покриви, се реконструираат спортски сали на училиштето, но и изградена една нова. Ви кажат, исто и во Струга, не е тука за Туровска, ќе ви каже дека и тие се фалеа дека во Нико Нестор ќе изградат, па не изгради, а сега се изгради тоа. Значи, таму каде што е изградено, почитуван колега, сега само треба да се надополнува. Вешке привршувате, ќе ве молам. Човечките ресурси, просветните работници, знаете колку се многу важни и тука не зборуваме сега само за човечки ресурси, просветни работници, професори, наставници, зборуваме и за зголемување на плата на работници, на лекари, на социјални работници, па тие се родители на тие деца кои ние ги учиме. Само среќни семејства, добро ситуирани, може да дадат и подобар импакт во образованието на своето дете. Ви благодарам. Се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме. Не, колега, чекајте. Една минута, само една информација.